Две кавадарчанки на возраст од 62 и 55 години се затруле од расипани јајца, потврдуваат од службата за итна медицинска помош од кавадарци. Според надлежните, 62 годишната пациентка побарала помош на 19 април и веднаш била хоспитализирана, додека другата по третманот во болницата била пуштена дома. Поред анамнезата, двете пациентки на 62 и 55 годишна возраст дента конзумирале великденски јајца. Пациентката на 62 години е хоспитализирана на 19 април, а незината хоспитализација зависи од моменталната здравствена состојба и медицински лабораториски наоди. Извршени се прегледи и анализи и дадена е првична рехидрациона и симптоматска терапија во дневната болничка амбуланта. Пациентката на 55 годишна возраст е третирана во дневната амбуланта, но истата е одбила со образложение дека е многу подобро. Се наведува во соопштението од итната медицинска помош од кавадарци. Од Универзитетската клиника за инфективни болести во Скопје велат дека изминатиот период немале примени пациенти кои биле затруени со великденски јајца. Доктор Андон Чибишев од клиниката за токсикологија пак вели дека по конзумирањето може да има сериозни здравствени потешкотии. Особено многу се опасни кај мали деца и кај повозрасни пациенти, затоа што кај нив брзо се губат течности и електролити, кои што може да предизвикаат и други здравствени потешкоти од страна на централниот нервен систем, на кардиоваскуларниот систем, посебно кај повозрасни, или да предизвикаат пореметување на функцијата на бубрезите. Затоа многу внимателно треба да се постапува со варените јајца. Апсолутно без експериментирање и без превземање мерки на своја рака. Веднаш да се јават по најблиската здравствена установа, каде што ќе добијат најмалку стручен совет, а ако има потребна и стручна помош. Лекарите препорачуваат великденските јајца да се чуваат во фрижидер и максимално да се конзумираат до 3 дена од нивната подготовка, а потоа да се користат како украсен традиционален декор, не како храна, бидејќи се одлична подлога за патогени микроорганизми.